Добар ден, почитувани гледачи. Добродојавте во уште една емисија Лилма. Јас сум Билкар од Најдовски, а денес сакам да зборувам за една билка која што ја имаме сите, ја одбудуваме сите, позната ни е на сите. Ја имате во вашите сакси и верувам дека после оваа емисија ќе ја цените повеќе оваа билка и секако дека ќе употребувате и ќе најде примена во вашата домашна аптека. Денес зборуваме за босилекот, или уште познат во народот како света вода. Босиликот или Ocimum basilicum по латински назив, всушност е една годишна билка, која што кај нас се култивира, односно се одгледува во бавчи во дворови, не може да се најде како самоник, инаку незиното потекло е всушност од древна Индија, каде што всушност индиците ја користеле, кај нас е негде донесена од страна на монасите во 12 век. Станува збор за билка која што расте како грмушка. Се карактеризира како ниска грмушка, баш буквално до 60 см во висина. Се карактеризира со тоа што незините листови се во форма на јајца, односно јајцевидни. Каде што пак потоа незиното стебло е четириаголно, оваа билка всушност е билка која што спаѓа во фамилијата на наниња. На самиот врв е поставен цветот кој што е во форма на соцветие и е претежно со бела боја, иако некогаш, еве како во овој пример, всушност може да биде и бледо розева, комбинирана со бело. Може да се најдат повеќе видови на босилек, го имате ситниот босилек, го имате кулинарскиот босилек, го имате црвениот босилек, јадриот босилек, потоа го имате тулси, или оној што е правилниот босилек, кој што овде кај нас го немаме, конкретно, како што реков, го користеле во Индија. Станува збор за билка која што пред се има доста богат хемиски состав. Од хемискиот состав може да се најдат на различни танини, може да се најдат сапонини, корчливи материи и навистина доста богата билка со етерично масло, кое што пак етеричното масло има повеќе компоненти од кои што делуваат антимикробно, антивирусно и слично. На сите ни е познато дека оваа билка, освен што е лековита, всушност е и религиска билка, односно се користи во наразлични религиски церемонии, иако многу мислат дека тоа е стрикно во христијанството, не е, во христијанството е нешто подоцна прифатено. Станува збор за билка која што првично е употребувана од страна на индиците во исто така во аюрведата, односно традиционалната индиска народна медицина. Гледана е како билка на боговите, односно самите индици до ден денес пред се ја принесуваат како жртва оваа билка, односно користат за китење на нивните статуи, нивните икони и слично. Потоа е прифатена, како што реков, во христијанството. Има доста податоци кои што е на голема, ајде да речам, тајна која што сакам да ви открием денес, а тоа зошто светите води остануваат до подолг период, зошто светите води не се расипуваат и слично. Многу луѓе, поготово оние порелигиозните, веруваат дека како резултат на молитвата, но нажалост морам да ви признам дека не е како резултат на молитвата, туку тоа како резултат на босилекот, и тоа е научно докажано дека всушност босилекот делува како конзерванс, односно неговото јако етерично масло всушност ја држи водата од расипување, па затоа се користи и во кулинарството, се користи поготово кога припремаме на различни компоти и слично, може да се додава ливчиња или цветот од босилек. И како што реков, бидејќи самото етерично масло делува антивирусно и антибактериски, антимикробното дејство на оваа билка е тоа што всушност делува како конзерванс, односно без разлика дали се користи во ставање на вода, можете да пробате да ставите гранче во вода, да постои 2 до 3 минути, да го извадите и потоа ќе имате иста вода која што нема да се расипа во текот на денот. Па затоа нашите стари знаеле за овој, да речеме, ефект, па затоа користеле во конзервирање на храна и слично. Во народната, нашата традиционална медицина, оваа билка е една од попознатите билки, една од доста употребуваните билки,
каде што пред се, како што реков, се користи за лекување на желудични проблеми. Значи, сите оние кои што имаат проблеми со дигестивни проблеми од типот на проблеми со желудник, проблеми со намалена желудична киселина, потоа сите оние кои што имаат проблеми со болки во стомакот, воспаление во стомакот, катар на желудникот и слично, гастритис, оваа билка за вас. Сите оние кои што имаат воспаление на цревата, кронова болест, оваа билка за вас. Сите оние кои што имаат проблеми со дебелото црево, запек и слично, оваа билка за вас. Во аюрведата, во традиционалната индиска медицина, оваа билка се користи, поготово семето истолчено и сварено се користи како лаксатив кој што го леснува, значи го леснува организмот, односно делува лаксативно со тоа што всушност делува протерувачки. Потоа, оваа билка во незиниот состав исто така содржи железо, содржи магнезиум, содржи манган, содржи витамин С, потоа содржи витамин А, витамин К, витамин B6. Гледајќи по овие витамини можеме да сватиме дека оваа билка исто така изварена за лекување на стрес, на депресија, на анксиозност, на страв и слично. Секако може да се користи само или во комбинација со други билки, поготово добро доколку се комбинира, да речеме, со валеријана или доколку се комбинира со рузмарин, или пак може да се комбинира со камилица, мајкина душица и слично. Имате одлична билка, односно одличен лек за лекување на сите нервни заболувања. Доста научни испитувања исто така покажале дека самата билка ги подобрува когнитивните функции, односно го подобрува фокусот, поготово кога проучувате нешто, со тоа што всушност сте порелаксирани, поопуштени, сте поконцентрирани на нештото што го проучувате веќе, исто така добра за меморија, добра е да се користи за релаксација, за опуштеност. Изварена билка за мигрена, морам да напоменам, значи кај мигрени, главоболки, ова ви е билката за тоа. Секако може да се земе, значи свежа билка истолчена, да се стави во пределот на челото или слепоочниците како облога, или пак да се користи, односно секако треба да се користи, нели, во форма на чај внатрешно по 3 шолји на ден. Покрај нервни заболувања и слично, и покрај желудични сметки и слично, може да се користи оваа билка и кај најразлични воспалителни процеси на бубрезите, поготово кога станува збор за нефрит, поготово кога станува збор за воспалени бубрези, воспаление на уринарните патишта, бидејќи самата билка, како што реков, има антибактериско дејство, па затоа може да се употреби кај лекување на сите бактерии, бидејќи станува збор за еден природен антибиотик, воено многу јак природен антибиотик, со тоа што ги поништува сите микроби, сите вируси, сите бактерии и слично. Така да слободно може да се користи кај Ешерихија коли, кај хеликобактер и потоа може да се користи за кај кандида, може да се користи кај сите бактериски заболувања и габични заболувања исто така. Поради тоа што има доста јако етерично масло, значи многу добра антивирусна билка, значи доколку имаме настинки, грип и слично, нашите баби знаеме дека прво што ни правеле чајот босилок, бидејќи нема да сгрешите со истото, бидејќи не само што го уништува самиот вирус, самата билка делува и на подигнување на имунитетот, со тоа што имаме појак, позацврстан имунитет и всушност знаеме дека кога имаме појак и позацврстан имунитет, нашиот организам полесно ќе преброди самата болест. Може да се користи слободно и би ја препорачал да се користи кај туберкулоза, поготово во почетен стадиум, дури и во поадминат стадиум може слободно да се користи. Потоа може да се користи кај кашлица, кај фарингит, кај ларингит, кај проблеми со синус исто така може да се користи. Ќе објаснам подоцна како и зошто. Потоа, покрај тоа што може да се користи за болки во грлото, можете да ја применувате кај гнојна ангина, кај проблеми со непцата и забите, поготово сите оние кои што сакаат, односно кои што имаат непријатен здив во устата, може да џвакаат свежи листови од босилек или пак со плакање во устата и потоа пиење на чај од босилек да го решат и да го елиминираат тој проблем. Потоа, освен овие работи, морам да напоменам дека ова е билка број 1 за лекување на стерилитет, поготово машки или женски стерилитет. Зошто? Бидејќи самата билка делува на поттикнување и подобрување на циркулацијата до сите органи, значи
изварена билка за лекување на циркулацијата, односно оние кои што имаат проблеми со слаба циркулација, поготово кај проблеми со вени, проблеми со срцето и слично. Ова е билка за вас, но конкретно да се вратиме на стерилитетот, на кој начин делува. Делува така што пред се го опушта организмот, ги опушта мускулите, значи самата мускулатура ја опушта, поготово сите оние брачни парови кои што имаат згрченост, кои што имаат нелагодност и слично, кои што и како делуваат на стерилитетот негативно, значи може жената да биде најплодна, да не може да остане бремена, доколку е како резултат на стрес и грчеви и слично. Ова билка пред се делува на стресот, но исто така делува и на циркулацијата, со тоа што всушност ги снабдува половите органи со крв, а бидејќи крвта таа што лечи, значи на некој начин се враќаат сите се враќа самата животна енергија во организмот и на тој начин делува. Кај мажите конкретно делува на импотенција, делува на еректилна дисфункција, значи за одржување на машкото здравје, додека пак кај жената делува на поттикнување на менсисот, регулирање на менсисот и слично. Морам да напоменам дека поради тоа што ја подобрува циркулацијата, значи да внимаваат жените со пообилни менсиси, да не се пие оваа билка за време на менсис, бидејќи ќе го направи менсисот покрвав. Така да се прие кога нема менсис, за време на менсис се прави пауза од оваа билка и се користи секако во подолг период, нема никаков проблем. Потоа надворешно, значи листовите може да се стават како облога на брадавици. Нашите старија користеле за брадавици, навистина многу добра. Во период од 15 до 21 ден брадавицата треба да падне, значи поготово вирусни брадавици, ХПВ брадавици. Потоа може да се користи за исто така нашите стари што го користеле биде кога во случај на каснување од змија, во случај на каснување од оса, во случај на каснување од пчела или некој инсект, значи билка истолчена, ставена директно на како облога на самото место каде што потоа се превива, значи се остава да стои додека не се исуши, се менјава 4 до 5 пати во текот на денот, бидејќи како што реков го намалува воспалението, со тоа помага да не отаче и самото место. Станува збор за билка која што е антивоспалителна, така да сите овие кои што имате најразлични воспалителни процеси во телото, можете слободно да користите оваа билка. Иако може да се користи значи во комбинација со други билки, но босилекот е доволно мокне да се користи сама, така да можете да користите за истото. Потоа може да се користи кај несвестица, може да се користи кај несоница, може да се користи кај синуси, поготово во спалени синуси, поготово кога се осеќаме затнати, кога ни е затнат носот и слично, оние луѓе кои што исто така имаат полипи во носот, кои што едноставно сакаат да го исфрлат секретот, босилекот во форма на инхалација помешана со морска сол. Навистина многу добро, веќе после првата инхалација можете да видите драстично подобрување каде што едноставно секретот ќе почне да излегува од самиот нос, макар и колку насобран да е, значи ќе излезе самиот секрет. Сега, кои препарати можете да си ги припремите во вашите домашни аптеки од босилекот, секако тоа е предстачајот, кој што се спрема така што значи 2 супени лажици свежа или сува билка, не е битно, се попарува со 500 мл зовриена вода, потоа остојува 20 до 30 минути, се процедува, се пијат 2 до 3 шоли во текот на денот во голтки секако. Исто така морам да напоменам доста интересен рецепт кој што можете како прва помош да го користите при икање. Вие чајот од босилек или свеж босилек, значи да го изедете, да вистина помага доколку се пие како чај, значи се пие во голтки, во моментот икањето престанува. Потоа можете да си направите тинктура од неа. Јас лично можете кај мене да најдете тинктура од босилек, но и ја користам во комбинација, значи во многу лекови, како што реков пред се во лекот за плодност кој што јас го приготвувам, билка која што е како составен дел е босилекот, токму поради тие причини кои што ги наведов.
Значи во форма на тинктура се пие по 15 до 20 капки 3 пати на ден, значи закисната во алкохол. Билката може да се употребува и во свежа состојба и во сува состојба, не е битно, се бере надземниот дел, значи се бере, односно се употребува цветот заедно со листот и секако можете да го употребувате и стеблото, каде што се суши на правилни места и потоа се употребува и се користи. Оние кои што имаат проблеми со воспаление на очите, оние кои што имаат проблеми со послаб вид, со сувост на очите и слично, можат со чајот приготвен од босилек, значи да го користат како облоги да ставаат на очите, бидејќи како што реков го намалува воспалението, па затоа кај конјуктивитис изварена билка за средување на тој проблем. Многу добра билка за лекување на шеќер, без разлика диабет тип 2 или тип 1, многу добра билка за шеќер, значи исто така се користи како чај или може да се користи во комбинација со други билки кои што делуваат на шеќерот, па така може да се користи во комбинација со црвен кантарион или може да се користи со ива трава, може да се користи во комбинација со поддабица, може да се користи во комбинација со мешунки, односно со лушпи од граф, може да се користи во комбинација со лист од боровинка и слично, има доста билки, нели, но можете да ја користите слободно и доста добра е за намалување на шеќерот во крвта. Потоа, добра билка и одлична билка за лекување на холестерол и триглицериди, веќе за 4 недели холестеролот и триглицеридите треба да бидат доведени до нормала со примена на оваа билка. И секако ја јакне работата на срцето, ја подобрува работата на срцето и воедно би ја препорачал за сите оние кои што имаат висок крвен притисок или низок крвен притисок да се користи, бидејќи оваа билка делува на регулирање, односно го става притисокот во една нормална позиција, односно во границите, така да може да се користи слободно и кај висок и кај низок притисок, поготово помешана со овчарска торбичка, бидејќи и овчарската торбичка делува високиот да го спушти, нискиот да го крене, да го стави во една нормална позиција. Може, како што реков, сама или во комбинација со овчарската торбичка кога станува збор за ова лекување. Кај главоболка и стрес може да се комбинира со маточина, мајкина душица, камилица и слично. За оние дечиња, доколку за родителите, значи кои што имаат немирни дечиња, можете слободно да им давате чајот босилек во комбинација со мајкина душица и маточина, секако во помали дози, значи кај децата дозата е така што едно кафено лажиче на една шолја зовриена вода се попарува, се поклопува, се пие 1 до 2 шоли на ден. Тоа е доколку се хиперактивни, доколку се немирни, значи слободно може да се користи босилекот. Исто така можете да си припремите и ликер од босилек, кој што е доста добар. Мојата тетка секогаш припремуваше ликер од босилек и ако по нешто би ја памтел, би било дефинитивно по-вкусниот ликер од босилек, кој што е извареден и многу лековит и пред се многу вкусен. Како се спрема во 1 литарско шише празно, се ситнат, односно се кршат свежи гранчиња од босилек, до врв се полни, значи шишето, и потоа се налива ракија. Се остава тоа да стои 40 дена, после 40 дена се процедува, се меша со ова ракија, се меша со 5 до 6 лажици мед или 5 до 6 лажици шеќер, добро се измешува и се додава една шолја од 250 мл дестилирана вода, поготово доколку ракијата ви е по-јака, значи над 50 степени, се додава една шолја за обична, значи ладна дестилирана вода, се промешува и потоа имате еден навистина вкусен и одличен ликер, не само што е лекови, туку и всушност и за уживање. Чајот од босилек морам да напоменам дека е безбеден, значи може да се употребува, иако нашите стари го употребувале, значи за поттикнување на млекото кај доилките. Дали да го употребуваме сега, за тоа не би ви препорачал искрено. Има доста други чајови кои што може да се користи за тоа, како што е на пример анасонот, е многу добар за подобрувањето на млечните жлезди. Потоа тука ви е исто така добар кимот, добар е сладкиот анасон, значи има други билки, босилекот е навистина јака поради јакиот хемиски состав, така да
немојте да користите, значи не се препорачува за многу мали деца, не се препорачува за бремени и не се препорачува за дојлки. И секако сите овие кои што користите терапија за разредување на крвта, внимавајте, бидејќи, како што реков, ја разредува крвта дополнително поради флавоноидите во незиниот состав, така да внимавајте да не претерате со со преголеми количини или пак доколку користите напорено со лекарства, намалете на доза или на лекарствата или на чајот од босилек. Надворешно, значи во форма на масло, кое што се припрема така што во една тегла ситно се иситнува полусвежа билка, се налева ланоцеден носом чогледово и маслиново масло, се затвора 21 ден, потоа се процедува, ова масло се користи за најразлични кожни промени, значи за мачкање на кожата, акни, воспалителни процеси на кожата, како што реков, апнато од оса или од пчела или од некој друг инсект. Не дај Боже укасано од змија, потоа може да се користи значи за потекнување на раст на коса, за цврстување на влакното на коса со тоа што се нанесува значи на главата 2 до 3 пати неделно. Потоа може да се користи и за конзумација, значи внатрешно по едно кафено лажиче 3 пати на ден, половина час пред јадење. Чајот од босилек се пие значи во период од 21 ден, каде што потоа е задолжителна пауза од 10 на дена и потоа се продолжува самиот третман. Во комбинација со камилица и тегавец може да се користи успешно за лекување на најразлични плукни, односно респираторни заболувања, лекот за синуси исто така како се прави, значи во едно тенџере се зоврива 1 литро вода, каде што потоа се кршат, односно се става свежа билка или суба билка босилек, еден грст од прилика, се става во водата штом зобрие и се става еден грст морска сол. Значи еден грст морска сол, еден грст босилек. Веднаш се трга на страна, се става една крпа и потоа се инхалира. Се прави со ово ист раствор, значи 2 пати на ден са бајле и навечер. Навистина имате одлични резултати за лекување на проблеми со синуси, за лекување на наразлични затнувања во предот на горните дишни патишта. Потоа може да се користи за внатрешно, значи кога се настапени наразлични респираторни заболувања и слично. Значи има доста рецептури, има доста да се зборува за босиликот. Ова се едно од најбитните работи кои што сакав да ги споделам со вас и верувам дека после оваа емисија дека ќе го користите босиликот, ќе го цените многу повеќе, ќе го имате во вашите домови. Секако запомнете дека босиликот е навистина добра билка која што смирува и опушта, па така дури со самото мирисење на билката, значи не можете да не бидете опуштени, бидејќи станува збор за многу лековита билка и исто така за билка која што е всушност лек за душата и за срцето. Ви благодарам за вашата гледаност, ви благодарам за вашата присутност. Сакајте ги билките, користете ги, негувајте ги и имајте ги. Ве поздравувам од ова цветно студио и ви посакувам убав ден.